Дали цар Борис III и Иванчо Михајлов ќе останат во Македонија и покрај носењето на законските измени, за кои начално во собранието постои консензус. Министерот за правда вели дека легалистички гледано не би требало да се действува ретроактивно, односно да се прави ревизија на веќе формираните здруженија. Одбегна прецизно да одговори како ќе постапи откако измените ќе стапат во сила, а токму тој ќе треба да го има последниот збор. Секое противправно поведение ќе биде санкционирано на соодветен начин. Значи, ова е само адхок телото, меѓутоа има и други институции кои што се надлежни за постапување во однос на Дали Министерството за правда конкретно ќе постапи? Се она што е во рамките на Министерството за правда ќе биде постапено. Сепак, предлог измените во оваа форма каква што се во моментот предвидуваат и ретроактивно дејство. Откако ќе минат во собранието, треба да се формира советодавно тело, во кое ќе членуваат двајца академци, еден професор по историја, како и по еден представник од Министерствата за правда и за култура. Тие ќе даваат мислење до Министерот за правда, а тој ќе ја носи конечната одлука. По донесувањето на новите измени, зависи какви ќе бидат измените. Има одредени амандмани, ќе треба попрецизно да се уредат и она што се нарекува правна празнина да биде пополнета. Во таа насока ќе има сигурно, точно ќе се знае кој е тело, со какви надлежности ќе биде и во кое време треба да постапи. Предлог законските измени за Законот за фондации и здруженија, кој ВМРО ДПМН ги поднесе пред 2 недели, се во собраниска процедура. За нив се дебатира, а се очекува наскоро да бидат ставени на гласање. Начелно и владеачкото мнозинство и претениците од опозицијата се на став дека ќе кренат за законските измени. Со тоа практично, контроверзните имиња за македонската историја би биле забранети за именување на здруженија и фондации, а и да се делува ретроактивно на веќе формираните. Организации, здруженија, фондации, сојузи и други форми на здружување се должни во рок од 3 месеци од стапување во сила на овој закон да го усогласат своето име и или назив, цели и дејности, согласно одредбите од овој закон пред Централниот регистар. По овие промени се очекува да следат слични измени во Законот за трговски друштва.